Успешно беше реализирана првата фаза од 4 фази од планот на летниот кампус 2014, која го представува академскиот дел на кампусот. Оваа фаза траеше 2 дена, а започна веднаш по отварањето. Академскиот дел од кампусот се состоеше од низа предавања реализирани од страна на еминентни професори од земјата и странство. Во првиот ден од оваа фаза предавање одржа представникот од Црвениот крст на Република Македонија господин Стојан Мишев, кој зборуваше за улогата на Црвениот крст во постконфликтните ситуации. Следното предавање беше од страна на доктор Џон Теденик од Центарот за студии од областа на безбедноста Џорџ Маршал, Германија, на тема местото и улогата на меѓународните и невладините организации и воведување на принципи од меѓународното хуманитарно право за постигнување на мир и безбедност. Исто така, во првиот ден беше одржано предавање од страна на доктор Итамара Лочард од Институтот за меѓународни студии од Монтереј, Соединетите Американски држави, која зборуваше за сајбер одбраната и мерки и активности за ефективно соочување со сајбер заканите. Вториот ден од првата фаза беше проследен со предавањето за искуствата во имплементацијата на новиот НАТО стратегиски концепт и новите предизвици на Алијансата од страна на представникот на Европскиот универзитет доктор Стојан Славевски. Низата од предавања ја затвори доктор Ферет Мајкл од Државниот универзитет Колумбус, Соединетите Американски држави, со предавањето за важноста од имплементацијата на цивилно-воените активности во постконфликтните општества. Во рамките на оваа фаза беа организирани и методско-показни вежби за правилна употреба на личното вооружување и ориентација во просторот.